малку реалистична планот за заштита, со тоа што останале голем број објектите со стар начин на загревање. Докаде е таа? Добро, значи отпочнавме многу сериозни проекти. Само уште еднаш да напоменам, сериозни пари се инвестираат во промена на системите на грејење на јавните институции како болници, детски градинки, училишта и други здравствени институции. Во самите детски градинки, училишта воведовме филтри за прочистување на воздухот. Она кое што представува дополнителни инвестиции се сите тие алатки од 1.200.000 евра кои што ги имаме од годишната програма за борба против загадувањето на воздухот кои што се имплементираат. Еве 618 милиони денари или повеќе од 10 милиони евра се определени директно за инвенторите кои што ги правиме. Да не заборавиме дека сериозни инвестициони активности почнавме во обновливите извори на енергија и секако тоа не е доволно. Следните адресирања во периодот кој што ќе се појават ќе бидат директни вложувања во јавниот превоз, директни мониторинг на индустријските капацитети, заради тоа што некаде 57% по анализите како што видов доаѓа од затоплувањето, некои 28% од јавниот превоз и остатокот е од индустријските капацитети и од други извори на загадување, но како и да е, тие се трите компоненти на најголемото загадување. Мораме како држава сите да влеземе во својата одговорност. Министерот за екологија најави денеска на седницата на влада и утре таа што ќе имаме една иницијатива каде што буквално ќе бидат вклучени сите инспекцијски органи, полицијата и сите други согласно законот да будно го мониторираат целиот простор, односно имаме многу често јавно палење на оган, имаме непочитување на одредени законски норми од страна на законите, барем тука кај што можеме да се избориме. Веднаш секој слободен ресурс го реалоцираме во промена на системите за грејење и ќе продолжиме во тој правец. Сите знаеме, прво сме свесни дека не може за година, 2-3 или пократко да ги постигнеме успесите во делот на загадувањето на воздухот, но еве, ние со конкретни мерки се бориме. Го правиме тоа што цел свет го прави, верувам дека сите ќе ја подигнеме нашата свесност и барем тие граѓани кои што можат многу брзо ќе ги променат системите за грејење. Почитувањето на А и Б интегрираните еколошки дозволи е од исклучително важно значење за индустријските капацитети, но верувам дека јавните институции со интензивно темпо ќе продолжат да бидат пример на промена на системите за грејење, промена на јавниот превоз, како што тоа го прават многу општини, многу градот Скопје и други јавни институции. Така да продолжуваме со целиот сет на мерки кои што транспарентно објавен, верувам дека резултатите секоја година ќе бидат се повеќе и повеќе видливи. Затоа правиме промена, еве една од мерките кои што министерот за екологија ја најави веќе и веројатно ќе биде процесирано од владата. Се тоа на што постои средства е за заменување на системите на грејење во Кумановската болница, во затвор Скопје ќе има директни промени во другите здравствени установи. Се работи за приклучување на еколошки енергенси, тоа е природниот газ и електричната енергија, од досегашните мазут или нафта и нафтени деривати, а некаде се уште имаме и дрва. Максимално тоа го правиме со сопствени ресурси, не повлекуваме кредитни линии за ваквите активности и навистина програмите како никогаш досега за инвестирање за почист воздух се најголеми од било кога од самостојноста на државата.